Фактот дека Бог дошол на оваа земја е навистина најголемата радосна вест за човештвото. Помисли на Закхеј, кој рекол: иако досега се однесував грубо кон другите, бидејќи ти доаѓаш во мојот дом, половина од мојот имот ќе им го дадам на сиромасите. И ако сум измамил некого за нешто, ќе вратам 4-кратно повеќе од сумата. Закхеј беше богат човек. И покрај своето богатство, тој рече: откако дојде во мојот скромен дом, каде на друго место би можел да има поголема слава или радост во мојот живот? На овој начин имало луѓе кои го признавале Бога и го примиле правилно. Од друга страна, како евреите, фарисеите и учителите на законот, имало и такви што се обиделе да го каменуваат, да го попречуваат, да го клеветат и да го етикетираат како еретик. Да откриеме каква стигма им придавале религиозните луѓе од тоа време на светиите од раната црква, кои ги примиле учењата на Исус Христос и се упатиле кон Царството небесно. Да погледнеме во книгата Дела поглавје 24, стих 1. По 5 дена слезе првосвештеникот Ананија со старешините и со некој си говорник Тертил, па излегоа пред намесникот, обвинувајќи го Павле. Дали апостол Павле направил нешто погрешно? Дали се однесувал несоодветно? Дали ги проколнуваше или клеветеше другите? Немаше обвиненија против него. Тој беше уапсен едноставно поради обвинението дека верува во Исус. Да продолжиме да читаме. Да го видиме стих 2. А кога го повикаа Павле, Тертил почна да го обвинува, велејки: секогаш и насекаде со голема благодарност признаваме дека преку тебе, многу почитуван Феликсе, кај нас има полн мир, а преку грижите твои, на овој народ му се дели вистинска правда. Но за да не ти одземеме многу време, те молам да ни слушаш накратко со твојата кротост. Утврдивме дека овој човек е чума и дека крева бунтови против сите јудејци по вселената и дека е предводник на Назарејската ерес. Бидејќи Исус пораснал во Назарет, луѓето честопати го нарекуваат Исус од Назарет. Причината за ова е тоа што името Исус било вообичаено користено во Израел во тоа време. Многу луѓе го носеле името Исус. Затоа, за да се разликува од обичните луѓе, пред неговото име било додадено местото на неговото воспитување, нарекувајќи го Исус од Назарет. Сепак, како се споменува Исус од Назарет овде? Тие го нарекувале Назарејска секта. Тие го тужеа апостол Павле на суд, тврдејќи дека тој е водач на Назаретската секта, што значи дека бил начело на оние што верувале во Исус. Бог дојде на оваа земја во тело за да го води човештвото по вистинскиот пат и да го благослови. Сепак, тие ги жигосаа светците кои имаа правилна вера во Бога како еретици, што доведе до искривен поглед од општеството. Можеме да го потврдиме ова во историјата на раната црква. Сепак, дали светот денес го смета Исус за еретик или не? Секој верува во Исус како Спасител, никој не го нарекува еретик. Сите треба повторно да размислиме што значи ова. Бог рече дека сигурно ќе дојде повторно на оваа земја во тело во последното доба на Светиот Дух. Кога ќе се појави втор пат, каде е проречено дека ќе се појави? Се вели дека тој ќе дојде во една земја на исток. Библијата ни кажува дека тој нема да дојде сам, туку како дух и невеста. Со други зборови, се прорекува дека Бог Отецот и Бог Мајката ќе дојдат во земја на исток. Чија идеја беше да каже: не можам да верувам во него како во Бог затоа што е само човек? Тоа беше само помисла на обичен човек како евреите и религиозните водачи од тоа време, како што беа фарисеите и учителите на законот.
Бог е Бог, без разлика дали е во тело или во дух. Причината зошто морав да ја објаснам ситуацијата од пред 2000 години е затоа што начинот на кој луѓето во светот го гледале Бога кога тој дошол на земјата во тело во тоа време и како религиозните луѓе би го гледале во ова последно времена. Светиот Дух се исти. Затоа Бог рекол: кога ќе се појавам пред вас во тело, за некој може да станам стапица, примка, камен што ги сопнува и карпа што ги тера да паѓаат. Затоа, кога ќе се појавам во тело, вложете максимален напор правилно да ме препознаете и примите.